Јас разбирам дека како представници на мнозинството морате да го браните овој буџет, колку и да е расипнички, колку и да е неразвоен. Очекував барем еден меѓу вашите редови да се најде одговорен пратеник, барем еден што ќе ги искритикува и ќе влијае врз разузданите министри кои наместо да создаваат поволен деловен амбиент и да креираат услови за нови работни места, во време на економска криза и енормна инфлација трошат огромни буџетски средства за ручеци, вечери и разноразни седенки. Управувањето со народните пари, колешке, значи одговорност за секој потрошен денар. Спомнавте божемна поддршка за народот. Народот нема потреба од милостина, колешке. Народот има потреба од работа, која значи создавање на услови за отварање на нови работни места. 270.000 евра потрошиле владините функционери, од кои 5.700 евра во приватни угостителски објекти и државни мензи во странство. И како да не реагираме, колешке? Пари за промоција на Македонија нема, а пари за вип салони по аеродромите имало. Ја спомнавте Гевгелија, јас ќе ви кажам за Охрид. Охрид се најде меѓу 5 најподценети градови на Балканот на листата што пред 3 недели ја објави Forbes. Таму се вели Балканскиот полуостров, опремен со живописни плажи, прекрасни планини и низа антички знаменитости, совршен е за истражување и одмор, а изобилува со бројни неоткриени и неистражени убавини. Некои градови, се вели, забележаа раст на туризмот во последните години, а за нив пишуваа и светските медиуми. Сепак, има многу други дестинации со слични неверојатни карактеристики за кои многу туристи никогаш не ни слушнале. Меѓу 5 најподценети градови е и Охрид, македонскиот бисер покрај Охридското езеро. Ова треба сите да не боли, колешке. Македонија не се промовира во приватни ресторани. За Македонија треба многу да се работи. Понатаму ги спомнавте општинските дотации. Утре ќе ги почувствуваме последиците од буџетов за кого барате поддршка денес, колешке. Вашето расипничко 4-годишно владење во општина Охрид се чувствува денес. 4 години на УЈП не и текнало дека директорката на јавното предпријатие Билјанини извори нема платено ниту денар данок кон државата. И замислете, УЈП денес, после 4 години, ја блокира сметката на општина Охрид за 600.000 евра неплатен данок. Пари за ново службено возило нашла, ама пари за данок кон државата не нашла. Кој ги казнува граѓаните сега? Колку и да блокирате, колку и да казнувате, најстрашната казна ќе ви ја испорачаат граѓаните. Благодарам. Контрреплика.